Дотом бете ми е да por pak minutате tema e koçanit, por edhe të gjitha zhvillimet politike do t'i diskutojmë sonte me kryeministrin Hristijan Mickovski. Dobro večeri, dobrodojdovte во Алсат. Добро вечер и благодарам на поканата. Господине Мицковски, ќе се надоврзам со последната вест што ја имавме околу истрагата за Кочани. Денеска кажавте дека зборувате многу внимателно и дека обвинителството има одврзани раце да постапува. Но опозицијата ве обвинува за спротивното, дека ниту еден актуелен функционер не е осомничен, ниту пак високи полициски службеници, бидејќи според нив ги штитите. Јас и денеска во изјавата кажав и ќе повторам дека се воздржувам во јавноста да навлегувам во материјална расправа. Сите мои дискусии имаат само политички тези. Не сакам да навлезам во материјална расправа од проста причина што на тој начин ќе може да тоа се разбере во јавноста како влијание во истрагата. Така ќе се воздржам и сега. Нема да коментирам материјално поврзано со истрагата која што ја води обвинителството. Само политички ќе кажам дека актуелен градоначелник на градот од редовите на ВМРО-ДПМН е предмет на истрагата, беше во притвор, мислам дека е се уште во куќен притвор. Исто така за него тврдевте дека е невин, тук после беше опфатен со истрагата и е осомничен. Да, и затоа се воздржувам било што да зборувам кој што ќе биде поврзано со материјалниот тек на истрагата. Само политички коментирам работите. Од друга страна ќе ве потсетам исто така и член на актуелната влада беше во притвор. Како поранешен директор на дирекцијата за заштита и спасување. Актуелниот, сега не веќе, но доскоро актуелниот директор во дирекцијата за заштита и спасување. И уште многумина кои што се поврзуваат во минатото со ВМРО-ДПМН, кои што биле дел од Државниот пазарен инспекторат, Министерството за економија и така натаму. Од прилика од тоа што можам во јавноста да го следам, се повеќе од 60 луѓе кои што се опфатени од страна на истрагата, од страна на обвинителството. Паралелно со тоа, ако се вратиме назад, и ако разгледуваме што се случуваше кога се случи модуларната болница, кога луѓето живи горе, што се случуваше со Ласкарци, што се случуваше со Беса Транс, она несреќа пред Софија, главниот град на соседна Бугарија, тогаш ќе дојдеме до заклучок дека имаше нула во првите часови приведени или пак предмет на истрагата. Зашто? Затоа што тоа беше политички заштитени потенцијални обвинети на сметка на ова што денеска го прави обвинителството. Јас наистина не сакам било каков збор повеќе да кажам, затоа што оставам на овие некрофилите кои што мислат дека на оваа тема и на овие жртви, за жал, млади загубени животи и оние кои што се реконвалесценти, односно повредените, ќе градат политичка кариера и политички поени. Затоа ќе повторам на крај, никогаш нема материјално да коментирам, но да, политички имам право да коментирам, а гледате дека сите коментари се насочени кон мене. Добро, господине Мицковски, ја обвинувате СДСМ за некрофилија, но и вие кога бевте опозиција, баравте оставки од Зоран Заев, од Венко Филипче, од како 14 луѓе живи изгореа во модуларната болница во Тетово. Дали ќе ни кажете со име и презиме кои се виновници за пожарот во модуларната болница? Не можам јас да ви кажам кои се виновници, затоа што јас не сум нити обвинител, нити судија. Да, но со денови излегуваат од вашата партија, од ВМРО-ДПМН, излегувате со пресконференции, со детални информации и го обвинуваат господинот Венко Филипче како виновен за пожарот во Тетово. Тоа се политички пресконференции на мојата политичка партија, а
што се однесува до виновниците кои што се директно посочени како такви за пожарот во модуларната болница, тогаш мислам дека обвинителството многу поконкретен одговор ќе ви даде и мислам дека многу повеќе знае. Да, јавноста очекува, но еве 4 години уште е процесот во предистрага и нема до сега никаква информација дали некој е осомничен. Ние како политичка партија и јас како политичар многу јасно и јавно кажав дека оставаме шанса на обвинителството. Добро, и како председател на ВМРО ДПМН, дали сметате дека само Венко Филипче е одговорен, а тој што ја изгради болницата, дали исто така има одговорност, дали го штитите Кочо Ангјушев, кој исто така е и на црната листа на САД, бидејќи неговата фирма ги изгради модуларните болници? Никого јас не штитам, нити пак имам намера да штитам, без разлика дали станува збор за мој близок човек или луѓе кои што ги познавам од поинаков дел од мојот живот. Но она кое што јас можам да го кажам е дека секој оној за кој што постои основано сомневање дека погрешил, треба да сноси одговорност. И тука немам никаква дилема. Но ако јас се претворам сега во обвинител и во судија, тогаш нема да бидам ништо поразличен од моите претходници. Јас сакам да бидам поразличен и во случај кога сум најдиректно нападнат од овие некрофили, кога на дневна основа навреди, конструкции, лаги се насочени кон мене лично. Јас молчам и трпам. И трпам. Добро, тука треба... И никогаш не сум направил јас чекор напред. Добро, за сите овие процеси, дали сега јавноста треба да верува, бидејќи имавте многу изјави, господине Мицковски, дека јавниот обвинител, господинот Коцевски, е непрофесионалец, имаше иницијатива за неговото разрешување. Сега верувате во сите овие процедури што ги води он? Точно е дека тоа како влада го отпочнавме како процес, точно е дека отпочнавме постапка. Исто така е точно дека денешната опозиција, кога ние отпочнавме таа постапка, беше комплетно против, дека правиме насилство врз обвинителството, дека партизираме, но исто така е точно, јас тоа го кажав јавно, дека можеби ќе трпиме политичка штета, но во услови кога се случи оној ужас во Кочани, ние ќе направиме чекор назад и ќе оставиме обвинителството да си ја врши својата работа и дека немаме намера да продолжуваме со процесот и како што гледате така и се однесуваме и затоа велам трпам цело време. И политички, и трпам навреди и кон мене, и кон моето семејство, и закани, значи се на дневна основа кое што може некој да го упати, а да биде лошо, е упатено кон мене. И јас немам проблем. И ќе трпам. Еве, јас уште во самата прва пресконференција после оној ужас во Кочани реков, еве на мене нека биде. Јас сум подготвен тоа да го сносам, само обвинителството нека си ја тера и нека си ја врши својата работа и секој некој што и најмалку постои основано сомневање дека направил кривично дело или учествувал во креирање на кривично дело да биде одговорен. Ако почетокот на мандатот на СДСМ го одбележа бегството на Никола Груевски, почетокот на мандатот на ВМРО ДПМН го одбележа бегството на Артан Групи. 20-та избега од државата со дипломатски возила. И сега, моето прашање е, кога зборувате за капацитети за борба против криминал и корупција, каков капацитет има државата кога 6 месеци не знаеме каде е Артан Груби? Не знаеме затоа што потерницата е испратена, но сега треба државите кои што се наши партнери да дадат одговор каде е Артан Груби. Јас не знам Никола Груевски дали избегал со дипломатско возило или не, немам таков увид во истрагата, ниту пак имам такви параметри, но да, кога станува збор за Артан Груби, самиот тој, мислам, или пак лицето кое што го придржувало или го превезувало, тоа е почесен конзул на една држава, со возило со дипломатски таблици ја напуштило Македонија и потоа тоа лице беше повикано на информативен разговор. Јас би кажал дека не е само Артан Груби тој кој што е избеган, туку има уште неколкумина. Байрами, Васко Ковачевски. Така е, има неколкумина кои што се бегалци од правдата и тоа е за мене многу лош начин, би рекол кукавички начин да се постапува, но тоа е што е. Сега ние како држава ќе се обидеме се што е во наша моќ овие бегалци од правдата да ги обезбедиме и да ги донесеме дома.
До сега имате некаква информација од некоја земја за Па има индици. индици? Да. За кого конкретно? Па и за сите. За сите? За сите, да. Дали се во регионот или негде подалеку? Некои се во регионот, некои подалеку. Со денови, господине Мицковски, го обвинувате Бујар Османи за штетниот договор со Бугарија, но зошто само него во процесот беа вклучени и Зоран Заев, и Никола Димитров, па и Ковачевски? Вие го обвинувате од една страна за штетниот договор со Бугарија, дека го загрозил македонскиот идентитет, влено од друга страна го обвинуваат за штетни ставови околу албанците во Косово, дека го донесе Лавров во Скопје. Дали на овој начин повеќе го факторизирате господинот Османи, отколку што реално имал влијание во овие процеси? Не, зошто би го факторизирале? Не гледам дека би го факторизирале. Инаку, суштината е таква дека не го спомнувам јас само Бујар Османи. Ако внимателно ги следите моите изјави, вклучително и таа од вчера, јас ги споменувам Димитар Ковачевски, Бојан Маричич, но да, правам една грешка, заборавам едно лице, тоа е Стево Пендаровски. Бидејќи тој во една изјава кажа дека тој е практично човекот кој што го преговарал така наречениот француски предлог. Барем така тој се пофали лично, не на емисија, на еден национален медиум, тој рече дека е тој човекот кој што, иако претходно тврдеше дека ништо не знаел, дека не доаѓа во предвид дополнителни отстапки, промена на устав, тоа не е предмет на разговори и преговори, за да потоа неколку недели потоа истиот тој Стево Пендаровски тоа го каже. Инаку не гледам зошто би го факторизирал Бујар Османи, споменувајќи го, тој бил министер за надворешни работи во таа влада. И нормално е дека ќе има дел од одговорноста. Да, дел, но не е само он одговорен. Апсолутно не. Никој тоа не го споменува дека е само тој одговорен. Напротив, јас вчера ги споменав и Ковачевски, и Маречич, вклучително и Бујар, и тоа е факт. Е да, простете го заборавив Стево Пендаровски, бидејќи тој самиот гордо настапуваше на телевизија, кажувајќи дека тој е човекот кој што го преговарал така наречениот француски предлог. Кој што, за жал, е предлог само не во интерес на сите граѓани на Македонија. Не зборам јас тука дали се македонци или албанци, бидејќи сите ние, без разлика на нашата етничка припадност и религија, ние имаме една заедничка цел да бидеме дел од европското семејство. Со тој договор тој пат се отежна и морам да кажам дека стана речиси невозможен. Министерот за надворешни работи на Бугарија пред некој ден имаше изјава дека Софија гарантира дека нема да има нови барање. Дали ова е надеж дека само уставот останува како пречка? Дали го гледате ваков сигнал? Истиот тој министер за надворешни работи пред неколку месеци исто така изјави дека ова е само почеток. И дека во текот на преговорите има уште многу работи кои што ќе треба да се разрешат, дорешат и така натаму и така натаму. Сега, на кого да веруваме? На истиот министер за надворешни работи од пред 2-3 месеци или на овој сега, или па на некој иден кој што исто така ќе има некаква поинаква изјава која што е за дневно политички цели. Многу е јасна работата. Не треба човек да е многу политички искусен. Многу е јасна работата, дека и ја би ја поделил во два дела. Претходната влада влегла во оваа авантура, мислејќи дека се што ќе им биде поставено на маса ако го потпишат, ќе добијат поддршка од надвор за да останат во владата. Многу едноставно. И тоа бил мотивот на Маречич, на Ковачевски, претпоставувам и на Стево Пендаровски, и на Бујар Османи и така натаму. Прашањето е дали ќе останат на власт и ќе продолжат со криминалот со кој што владеја, или нема да бидат на власт и ќе бидат опозиција каде што се сега. Тоа биле нивните мотиви. А кои се мотивите на официјална Софија? Тие се деценијски, би рекол историски. А тоа е да се создаде нов вештачки македонски идентитет, нов вештачки македонски јазик, кои што почиваат на бугарски корени. Многу едноставно. Тоа се мотивите и на едната и на другата страна. Нашиот мотив е сосема поинаков. Македонија, нашата заедничка на македонците, на албанците, на турците, на србите, на власите, на ромите, на бошњаците, на сите граѓани во Европската унија.
по достоинствен пат. Тоа е разликата меѓу нас и нив. Добро, но сега сепак уставните измени се пречката. Добро, правичната застапеност е уставна категорија, уставен постулат, го предвидува амандманот 6 и е пресликан во повеќе системски закони, но господине Мицковски не се почитува. И сега ако не се почитува уставот, како гарантирате дека ќе се почитува законот за правична застапеност, кој рековте дека е готов. Опозицијата секојдневно ве обвинува дека се вработуваат десетици македонци во институциите и 0 албанци. Значи, опозицијата тоа го кажува. Да. Затоа прашањето ми е кој кажува дали се почитува. Да, опозицијата ве обвинува дека се вработуваат десетици македонци во институции, но 0 албанци. Прво, не постојат македонци, албанци, турци, срби, власи, роми, бошњаци или останати. Постојат граѓани на Македонија. Ние сме мултиетничко општество. Така. Институциите, јас ви гарантирам дека вработуваат луѓе согласно своите потреби. Некаде можеби повеќе турци, некаде можеби повеќе албанци, некаде повеќе срби, некаде повеќе македонци, роми, некаде бошњаци и така натаму. Во зависност од потребите на тие институции. Јас не се слагам со тоа што го зборува опозицијата, бидејќи албанската опозиција има таква порака затоа што освен национална тема, освен етничка поделба, тие немаат друга тема. Од друга страна пак македонската опозиција исто тако винува за вакви вработувања, ама па тие велат партиски вработувања. Така што едните се обидуваат да направат етничка поларизација, бидејќи не знаат друго. Кога вие последен пат сте ја слушнале албанската опозиција во Македонија да зборува за екологијата, да речеме, да зборува за економијата, за образованието, за земјоделието. Видете, тие како политичка партија имаат своји градоначалници, тие практикуваат својата власт. Кога последен пат вие сте слушнале за реализиран проект во Кичево, во Дебар, во Сарај, во Струга? Зборам од нив, предпоставам има проекти, оваа влада инвестира на целата територија. Без разлика дали општините се дел од владеачките партии водени од градоначалници или од опозицијата. На цела територија инвестираме. Сигурно има проекти. Тие не се однесуваат честно кон своите градоначалници, не ги промовираат работењата на своите градоначалници за своји себични цели да создадат криза преку етничка поделба која што не постои. Тие гарантирате дека се почитува? Апсолутно. Сега ме прашувате за законот. Ме интересира за законот, бидејќи го најавувате долго време. Како тој закон ќе гарантира дека ќе се вработуваат етничките заедници, бидејќи имаме и одлука на Уставниот суд, нели, кој укина балансерот и ја брише етничката припадност при вработување. Како законот го реши проблемот? Не е таква одлуката на Уставниот суд како што вие ја цитирате, но ајде сега да проблематизира многу работи. Се брише од законите за администрација, етничката. Не, туку кога ќе се објавува оглас да не мора задолжително да стои етничката припадност. Иначе сето останато не е вклучено во одлуката на Уставниот суд. Но еве да го тргнеме сега тоа на страна. Овој закон толку долго се спремаше затоа што консултиравме многу уставни експерти, професори по уставно право и работевме во неформални групи и создадовме еден текст кој што ценам дека е навистина согласно уставот, но тоа е моја проценка, јас не сум уставен судија, јас сум претседател на владата, но многу пати како претседател на владата реков да, тоа е уставна категорија и мора да има закон кој што тоа ќе го имплементира на терен и во пракса. Го создадовме тој закон ќе влезе во владина процедура, можеби е влезен или можеби утре ќе влезе петок или понеделник и очекувам на една од следните седници на влада, најдоцна 24 јуни, да помине. Јас лично реков дека ќе излезам на пресконференција и ќе кажам дека ќе помине тој закон и потоа ќе го пратиме во Венецијанската комисија и ќе бараме ургенција за итност и тие да се произнесат по овој закон и потоа, доколку е се во ред,
тогаш да го пуштиме во парламент за да може да истиот тој се донесе и да немаат веќе овие политичари кои што се обидуваат да создадат етничка поларизација тема. Да. Дали може да ни објасните тогаш некој детал како ќе изгледа законот, бидејќи како ќе се случат вработувањата во личните карти, на пример, не стои етничката припадност. Во другите документи исто така. Стои како не стои. Во личните карти стои и етничка припадност и државјанство. Како и токму тоа е документ со кој што ќе се докажува. Не стои етничката припадност. Како не, дури и јазикот на личната карта на која што е да речеме албански, турски, српски, секој може таму да си избере на кој му е мајчин јазик, дури и тоа стои. Вие кој ќе прочитате во вашата лична карта сте албанка со државјанство на државата во која што живеете во моментот. Така што или некој србин, или некој турчин, или некој ром, влав, бошњак и така на македонец, се разбира, и така натаму. Исто и јазикот. Така што и тоа ќе е еден од документите со кои што ќе се докажува етничката припадност, ќе биде и личната карта, се разбира. Ќе има тело кое што ќе го мониторира имплементирањето предводено од еден од заменик претседателите на владата. Во тоа тело ќе биде народниот правобранител, ќе биде директорот на агенцијата и така натаму и така натаму. Сега детали не би сакал премногу да влегувам, бидејќи не е конечна верзија. Се уште, таа е конечна верзија, но додека не се врати од Венецијанската комисија, таа не е конечна верзија. Таков став заземавме за да немаме повеќе понатаму проблеми дали е уставен или не е уставен. И да ја затвориме таа тема една за секогаш. Деки немаме уште многу време, сакам да ве прашувам и за уште едно многу актуелно прашање околу инспекторатот за јазиците. Таму 5-6 месеци веќе вработените не можат да ги добијат нивните плата, бидејќи законот е блокиран во собрание. И сега вие очекувате поддршка од Европскиот фронт, тие се децидни дека нема да го гласат тој закон, бидејќи не се согласуваат инспекторатот да го губи правниот субјективитет. Па зашто го гласа тогаш законот за роду? Ако не се согласуваат, зашто тогаш за родото го гласа? Каде што се дефинира дека овој ќе го изгуби правниот субјективитет и ќе биде орган во состав на, во случајов, Министерството за правда, а потоа со нов закон кој што планираме да биде орган во состав на агенцијата, која што е креатор на политиките, кој што овој инспекторат треба да ги надзира. Добро, сега имаме ваква ситуација, 6 месеци, уште колку ќе се чека да се деблокира и институцијата не може ниту да... Како ќе се надмине? Па, мислам дека ќе се надмине со гласање во парламентот во периодот кој што следи и луѓето ќе си ја добијат заслужената плата. Тогаш со ова ќе се надоврзам дали работите за да обезбедите Бадентер, бидејќи моментално ви недостасуваат уште негде 6 пратеници од заедниците. Не се толку. Уште колку? Според... Помалку. Многу помалку. Со кого сте поблиску до договор? Со Бејџан Илијас или со Менуфачи? Не би споменувал имења. Може би со Али Ахмети. Имате преговори со него? Па го гласаше Али Ахмети за родото, зашто да не го гласа сега овој закон. И уште неколку мина од пратениците од ДУИ го гласаа за родото. Мислам дека тогаш беше и координаторот кој што го гласаше. Да. Сите пратеници на ДУИ го гласаа. Не гледам зашто тогаш го гласа, ова да не го гласат, освен ако гледаат од себични политички причини да ги кочат луѓето да не земат плата. Па мислат дека на тој начин ќе предизвикаат револт и преку тој револт потоа ќе има гнев кон владата. Не е така, беа луѓето кај мене, состанок разговарав. Кога беа? Па минатата недела беа. Мислам дека и во јавноста беше објавено тоа. Директорот и уште двајца вработени заедно со господинот Меджити, со подпредседателот на владата ги примивме, разговаравме и така. И во собрание беа. Дали имате контакти со Зијадин Селја исто така и дали имате интерес неговата партија да стане дел од владата? Па контакти имаме со сите политички партии, не би издвојувал посебно некоја. Тоа е во рамките на нормалниот политички спектар. Нешто конкретно, значи не кажувате како ќе се обезбеди Бадентерот со овие пратеници што... Па имам чувство дека ќе се обезбеди.
Најавите што беа дека дел од пратениците ќе се приклучат кон мнозинството, дали нешто конкретно во тој поглед дали има? Па не би зборувал јас за таква така наречена пратеничка зелена трговија. Јас повеќе би сакал да се задржам на систем на вредности. Доколку тој систем се препознае, секој е добре да еден во владата. Дуи бара предвремени парламентарни избори, дали може на есен да имаме двојни избори? Не гледам зошто. Зошто би имале на есен двојни избори? Мислам, не гледам причина, дуи ако бара, то не значи дека има причина зошто ние да имаме. Ке кажат граѓаните во октомври во каква држава сакаат да живеат, дали сакаат во држава во која што се купуваат трговски центри, се купуваат скапи Мајбах автомобили, локални шерифи владеја со градовите, со општините, со населените места, насилници царуваа по улиците, буквално не можеше никој бизнис да води. Или сакаат во држава во која што е добре дојдена од Вашингтон преку Брисел, насекаде во светот. Предводена од оваа влада, се разбира. Сте кажале дека сепак овие избори ќе бидат тест дали ќе имаме предвремени парламентарни избори. Токму затоа и кажувам, ваму имате политичка партија чие што раководство е со децени и врвни политичари од претходната влада кои што се обременети со тужби и се на црна листа за криминал, и ваму имате друга влада која што еве гледате како води, каква политика води. Дали имате конкретни очекувања и од вашите партнери, на пример, за резултатите? Очекувам коалицијата Вреди Влен да победи и да има еден градоначелник повеќе од коалицијата новоформираната сега помеѓу оној дел што остана од политичката партија на господин Арбен Таравари и Европскиот фронт онаков како што ќе настапи на локалните избори или само дуи. Значи тоа ќе детерминира дали после тоа ќе има предвремени парламентарни избори? Ние ме прашавте што очекувам. Јас ви давам одговор. Дали ќе има парламентарни избори, тоа ќе видиме. Предвремени тоа допрва може да се размислува, но не очекувам нешто драматично да се смени. Не ве прашав бидејќи дали тоа е очекување и дали тоа ќе детерминира, бидејќи во прашање после и легитимноста е кај албанците. Па не би се сега во моментот не би бил престрог за да дадам било каков одговор на тоа прашање со да или со не. Мислам дека коалицијата Вреди Влен има огромен потенцијал да направи многу подобар резултат од новоформираната коалиција помеѓу, како што кажа, она што остана од политичката партија на господин Арбен Таравари и Демократската унија за интеграција. На крај сакам уште едно многу битно прашање, бидејќи зборувате за економски раст и за економија, која економија сме поред во светски рамки, но ние граѓаните не го чувствуваме тоа, се е прескапо. Скапо ли е во маркетите? Дали сте биле во продавница, господин Мисковски? Апсолутно. Видете, и може би ќе помине уште некое време за да се почувствуваат сите овие позитивни промени и индикатори кои што реално ги гледаме ние на хартија, но да се сложувам со вас дека може би во животот на луѓето тоа не може веднаш да се почувствува. И сум согласен со вас дека инстант резултати се невозможни, но добро е, според овие индикатори, ние дојдовме до првата цел од немање држава, тотално распадната држава, во која што функционери наместо да работат играа фудбалчиња и смислуваа планови како да ја ограбат државата, дојдовме во држава која што има реален економски раст, кој што во 3 квартали поред е над 3%. Кога кажав јас во првиот квартал од оваа година дека растот е 3,2% од бруто домашниот производ и како бројка е четврта во Европа, позади Ирска, Данска и Полска, не мислев дека ние во обемот или по паричната моќ сме четврта економија во Европа, онака како што се обидува тоа да го прикажат дел од опозицијата. Но економистите точно ме разбра и оваа индикатори за компаниите, денеска бев на еден таков настан на македонско-германскиот бизнис самит, во која што пред преполна сала имаше многу инвеститори кои што веќе се присутни тука, но имаше и такви кои што имаат намера да инвестираат кај нас. И тие ги гледаат овие индикатори, овие параметри. Тоа за нив значи стабилност, тоа значи сигурност за нивната инвестиција. Никој нема ниту еден фенинг собствен да инвестира,
ако почувствува дека нема сигурност во државата. А бројот на странски инвеститори од 1.255 милиони од минатата година и десетиците од оваа година кои што почнаа да се случуваат се гарант дека одиме во права насока. Да, и дека и граѓаните треба тоа да го Апсолутно. чувствуваат во нивните џепови. Јас ви благодарам за ова интервју. Ви благодарам и посакувам успешна емисија. Благодарам.